Поштовани слушатели на Македонската радиопрограма Трети пати сет. Денес интервју ќе направиме со нашите активисти од поробените делови. Стојко Стојков е од Омо Илинден Пирин, Пиринска Македонија, Бугарија. Васил Стариовски е од Политичката партија за европска интеграција од Преспа, Албанија. Добар ден, Васил, добар ден, Стојко. Добре дојавте на Македонската радиопрограма. Добар ден, добро ве најдовме. Добар ден, исто од мене поздрав до вашите слушатели и гледачи на социјалните мрежи. Да, кои не следат сега, ќе се вклучат најверојатно. Сакам да само за момент додека ве представувам, сакав и да го споделам ова интервјуто, ќе ми простат слушателите повеќе, затоа што ова интервју ќе го емитувам утре. Следуваат неколку настани на македонците во соседните кај вас, односно во соседните држави на Република Македонија. Интересно е да спомениме дека вие имавте, Васил, серија на активности изминатиот месец или овој месец, а исто така и во Пиринска Македонија имаме поголеми активности. Најнапред јас ќе започнам со Стојко Стојков за чествувањето на Јане Сандански на 21 април. Како течат подготовките за овој голем настан за нас, за македонците, па уште повеќе за македонците од Пиринскиот дел на Македонија? Ова навистина најголемиот наш јавен настап, собир, тој се одржува традиционално, поврзано со убиството на Јане Сандански, тој е еден од најголемите револуционерни херои на Пиринска Македонија, и секоја година околу 22 април, најблиската недела, се собират луѓе од цела Пиринска Македонија, од цела Македонија, од Бугарија, доаѓаат од диаспората од секаде, доаѓале од Брисел и се така луѓе, за да го одбележат овој ден. Тоа е времето кога се собира, така да се каже, македонци од секаде. Обично оди преку делегација што положува цвеќиња на гробот на војводата, се држат говори, потоа продолжи во градот Мелник, пред споменикот на војводата, каде што делегации кои што се додени од различни места имат можност да го поздрават овој собор, се полагат цвеќиња, има паѓање на колена и молк во спомен на војводата и на сите загинати за Македонија. Има потоа секој пат има играорна група, има пејачи, има оркестри и правиме се што може да е најдобра програмата, за да може и луѓето јубаво да се поминат, да се највеќе да се видат еден со друг, да се охрабрат и другите со така да видат дека еве македонците се тука, нели, собират се, живи се, нема намера воопшто да исчезнат, нели, бидејќи има кои што многу се надева дека ние ќе исчезнеме, дури го најавуват. И тоа е функцијата на јавните собири што ги правиме ние, и конкретно на овој, за кој што организираме и автобуси од секаде да дојдат, нели, имаме, тоа е најголемата иницијатива, но исто така сакам да кажам дека тоа не е најголемата, не е единствена, сакам да кажам. Најголема е како собирање, но не е единствена иницијатива. Имаме голем собор за Илинденското востание, во селото Мусоми што се прави исто така од секаде луѓе доаѓаат. Имаме серија други помали собори за војводата на Стечувалијата, например, за Никола Вапцаров се собираме, за Македонското кресенско востание, за Антон Попов. Имаме исто така за денот на геноцидот, раѓањето и смртта на Гоце Делчев. Сите овие работи се важни затоа што не знам дали сваќат, дали може да сватат луѓе кои што не живееле во такви услови. Тука се создава еден впечатлок дека не постојат македонци, една пропаганда дека такви нема. Многу наши се чувствуваат изолирано, не смеат да кажат дека се македонци бидејќи се плашат или се срамат, и кога ќе видат таков јавен настап кој што не е дискриминиран, нели, затоа што не смеат веќе да не дискриминират барем за тие работи, тоа се изборивме. И најнаш ќе видат има македонци тука се, не сум само јас, се бориме. Духот се одржува на таков начин и тоа е навистина се многу важни активности за да продолжи малцинство да постои, да се избори за своите права. Затоа што знаеме каква е ситуацијата. Ситуацијата е ние сме негирани, ние сме дискриминирани на многу различни начини,
Така што нашата борба за жал не е борба едноставно за афирмација, ни како Јане Сандански кажуваше, робот се бори за слобода, слободност, за совршенство, ние сме далеку од тоа да се бориме за совршенство, ние се бориме за првите чекори на еманципација и тоа се, да речеме, да регистрираме организации, да зборуваме за партијата. И тоа е една од нашите најголеми инициативи со кои што се бавиме. Само минатата година имаме 23 одбивања од бугарските институции да регистрираат македонски организации и на секој од тие етапи сме користели адвокати, за да нема изговор дека има грешки во документите. Имаме еден куп случаи во Страсбург во Судот за човекови права отидено. Луѓето знаат за 14 дела што заврши во наша корист, но треба да знаат дека минатата година влегува во финална етапа уште 20 жалби во Страсбург. Значи ова имаме едно во Обединетите нации. Така што може многу скоро бројката драстично се зголеми на такви дела во наша корист. Зарад овие сите победи во Судот за правата на човекот во Страсбург, Комитетот на министрите кој што го наблюдува ова исполнување на присудите организира засилен мониторинг врз Бугарија веќе 7 година и притисокот постојано се зголемува. Гледаме дека ова година уште поголем е притисокот. И во ова нешто, во ова исто не сме го оставиле и овој случај, а и Комитетот на министрите и таму се бориме и попречивме на обидите на Бугарија да го прекине тој мониторинг и да блокира секој обид некој да се застапи за нашите права. Значи тоа е тешка борба, користиме експерти, мислам и многу успешна. Многу успешна. Се надеваме дека дај Боже скоро време да резултира и со тоа што ќе падне блокадата пред регистрација за македонски организации. Тоа е огромна победа. Понатаму ние изготвуваме секоја година извештај за правата на македонците. Тоа веќе 10 години продолжува, се преведува на англиски, се дистрибуира на секаде, така што тоа веќе меѓународната јавност која што се бави со правата на човекот е многу добро информирана за тоа што каква е ситуацијата со македонците и пропагандата на Бугарија некако не фаќа веќе дикиш. Плюс праќаме редовно делегации на собори за правата на човекот, средби со амбасади, со странски функционери. Водиме активна кореспонденција со меѓународните институции кои што се борат, кои што работат поскоро за правата на малцинството и на човекот. Делегации што доаѓаат и кои што да изготвуваат извештаи за правата на човекот во Бугарија. Сите тие практично не барат, со сите се среќаваме, на сите им даваме детални извештаи за ситуацијата, им даваме документи, им даваме се факти, така што проблемите на македонското малцинство реално присуствуваат во скоро сите извештаи што се правени за Бугарија последните 20 и повеќе години. Тоа тешко може да кажат истото, примерно медијата кажува дека бугарското малцинство е многу дискриминирано во Македонија, меѓутоа тоа во извештаите во Македонија за среќа не гледаме таква дискриминација. Во нашиот случај тоа е сосема очигледно. Плюс сме членки на Слободната Европска слободна алијанса и преку неја делуваме во Европскиот парламент. Тука се поставаат прашања за македонците во Бугарија, резолуции. Тука ја поддржуваме евроинтеграцијата на Македонија, се спротивставуваме на бугарските услови што се поставаат толку колку што можеме. Можеби луѓето не знаат дека минатата година беше направен обид на највисоко европско ниво ние да бидеме прекрстени на северомакедонско малцинство. Само што го блокира. Да, го блокира. Се извинија, добивме писмо со извинување. Издаваме книги, поддржуваме Facebook страна, веб страна, дури имаме колку толку. Имавме вестник, ама згасна за жал. Уште една жал повториме тоа Стојко. Северно македонско малцинство. Да, има таква, ние преку ЕФА поставувавме прашање до различни комисари во Европската унија и од едните добивме, сега да не кажуваме кој, добивме одговор дека северно-македонското малцинство така инако во Бугарија и нешто, северно-македонско малцинство ли? Од каде на каде северно-македонско малцинство? И веднаш реагиравме, пишувавме до Европскиот омбудсман, стигнавме, бидејќи веднаш не ни одговорија. Не беа спремни да се извинат веднаш. Но на крајот се извинија, се повлека во тоа, ветија дека ќе почитуваат правото на самоопределба и така натаму, нема да се мешат во идентитет. Мислам дека тоа е важно, затоа што течеше процес и тој, знаете, се повикува на договор за пријателство меѓу Македонија и Бугарија. Се повикува, нели, на тоа што е сменето името на Македонија, за да кој почна со северомакедонско малцинство, ние го поддржуваме договорот. Тука тоа мислам дека се изборивме да не биде. И цело време течат иницијативи кои што обично не се знаат, човек работи многу работи, а на крајот се гледа малку тоа што ќе се заврши. Имаме 2 клуба кои што ги издржуваме постојано и покрај сите притисоци, ги издржуваме книги, издаваме други работи. Значи тече една многу обширна активност, доста обширна активност, голема и длабока, и јас верувам дека таа е многу важна. Тоа не е важно само за нас како македонци во Бугарија, нели ние се бориме за своите права,
но таа е исклучително важна и поради ова, за жал, негаторска политика што Бугарија има спрема македонците генерално и спрема македонците, гледаме и спрема Република Македонија. Ова агресија што гледаме во последно време, ова битка на раце, гледаме што прави во Албанија, тоа се може да каже многу повеќе. Значи, ова агресија, прва брана против ова безумна агресија која што треба се смени, бидејќи не може да има пријателство по таков однос. Прва брана сме ние тука. Ако има некои пранги на нозете на антимакедонската политика во Бугарија, тоа сме ние. Затоа што и бугарскиот поранешен премиер кога излезе по BBC да зборува и почна да зборува за не знам какви таму нарушувања во Македонија, веднаш му кажа новинарот од друга страна: пазете, господине премиер, на многу тенок мраз стапнувате тука, бидејќи има многу поголеми поплаки за македонското малцинство во Бугарија. Знаете, тоа страшно многу ја тангира антимакедонската политика и само да си замислиме што ќе беше ако ние навистина се откажеме после сите овие децени. Како Бугарија ќе можеше да настапува и да кажува нема никакви македонци во Бугарија, еве во Албанија ќе направиме Бугарија, еве во Косово, нели еве вие ако не се признаете за такви, нема Европа и така натаму. Им беше многу поуспешна борба. Многу поуспешна борбата. Да, и спрема Преспанскиот договор, член 7, таму нема македонци. Има многу работи може да постигнат повеќе. Тие постигнат повеќе од колку што требаше, кои што само ќе породат омраза меѓу двата народи, меѓутоа ќе постигнат многу повеќе. Ќе беа многу поуспешни и на меѓународно поле. Сега на кого и да му кажат некаде дека не знам што прави Македонија, секој знае дека всушност е докажано и утврдено дека Бугарија многу полошо и повеќе прави, дури да е основа на нивната поплака. Така што кога кажат сакаме да се погрижиме за нашето малцинство во Бугарија, одговорот е обично окей, а што за македонците во Бугарија тогаш? Македонија има право исто да се грижи за нив и тоа ги става во многу тешка ситуација. И сега важна е таа борба наша и како успеаме да го правиме тоа, и сакам да кажам, затоа што многу луѓе имаат погрешна представа. Многу луѓе мислат дека па да, нели, македонската држава стои позади нив. Тоа е пропаганда на Бугарија, меѓу другото. За жал, македонската држава не стои позади нив. До сега македонската држава официјално не го подигнала прашањето за македонското малцинство во Бугарија, да не зборуваме за некакви други работи. А нели тие, Стојко, малку само да ве прекинам, нели тие со член 12 од добрососедскиот договор се откажа од македонското малцинство? Како се грижат? Не директно. Тоа е друго големо и важно прашање. Се кажа дека нема да се грижат за луѓе што не се државјани на Македонија. Ама зошто Бугарија се согласи на таква формулација? Затоа што од една страна не се спомнува малцинство. Ако кажа директно нема да се грижиме за правата на македонското малцинство, тоа е потврдување дека постои македонско малцинство. Ама тие нема да се грижат за него, тоа Бугарија не може да го прифати. Затоа е само не се грижиме за правата на луѓе што не се наши државјани. Нели? А зошто го кажа тоа? Затоа што Македонија, за разлика од Бугарија, толку многу години помина, таа не дава државјанство на македонци во Бугарија. Не даваше. Тоа беше чудо што успеа мал број луѓе да земат. Не дава, а можеше да има 10.000. Затоа може да си дозвола таква една формулација. И тогаш, ако не ни помага Македонија, како успеваме? Неколку се фактори. Едното е самопрегорот на нашите луѓе. Луѓе кои што 30 години веќе своите саботи и недели ги жртвуват за таа борба, кои што со фамилијата имат проблеми затоа што секој пат отсуствуваат кога треба, нели, за Македонија како да се женети. Тука доаѓа и поддршка од одредени меѓународни институции, а финансиска помош основната доаѓа од диаспората. Тоа кој што луѓето не го знаат, ако имала некаква финансиска помош, тоа е само од македонската диаспора, од нашите арни луѓе што се заминати таму како работници да спечелат леп, тие издвоиле својот залог за да помогнат на македонците во Бугарија, не македонската држава или некој друг. Видете како голема борба водиме. Цела држава работи за жал против нас, не би требало да е така. И ние треба да се бориме, обични луѓе да се бориме против тоа. И еве да зборуваме со бројки. Јас не сум сакал да зборувам до сега за тоа, но сакам луѓето да знаат. Со каков буџет има нашето движење? Да знаат луѓе. Во последните 20 години од како јас сум начел. Јас сум еден од, не сум јас лидерот, јас сум еден од раководителите. Ние сме колективно раководство. Значи за последните 20 години повеќето случаи годишниот буџет не стигнувал ни $5,000 австралиски. Ниту 5.000. Во ретките случаи кога стигне на ближи 10.000 ние не сме биле среќни. Со тоа само 3 години надминал $10,000 и последната ни случај беше благодарение ето на вас. Минатата година што помогнате. Тоа е македонската заедница од Австралија, да. Значи замислете со какви смешни пари што се прави. Значи ние од ништо скоро правиме чудо со тој минимум што го имаме.
луѓето работат бесплатно, не сме имали никош еден човек да работи за нас професионално. Мислам, нас не се чудат и никој не ни верува со колку малку пари работиме. Нели, бидејќи едно обично друштво има потреба од барем 20.000 евра годишно за да функционира нормално. Тоа се стандардите овде на Балканот. А ние такви пари ги за 3 години некои пати немаме. И тоа не е едно друштво, серија друштво плюс една партија. Тоа може да замислите како нешто. Тука дури не вклучувам што ние, иако не сме регистрирани како партија, не забранија, ние сепак успееме на некои места да учествуваме во изборите и дури да избираме кандидат. Тоа дури некој ни вклучувам во целата сметка. И што да кажем, мислам дека тоа некој ден може би ќе се рачуна за обичниот македонец во Пиринска Македонија како хероизам. Бидејќи тоа 30 години кусор продолжува. Без реална поддршка. Ајде да се обидам Стојко видеото што го испративте пред една година за кога побаравте помош од нас и од Канада. Да видам дали ќе можам да успеам да го емитувам тоа. Март 2023 година се навршват 60 години од почетокот на една нова политика во Република Бугарија. Политика на негирање на македонското малцинство. Политика која што испрати стотици луѓе во затвор. Стотици луѓе беа интернирани, други беа тепани, отпуштани од работа, дискриминирани и маргинализирани. 60 години после почетокот на таа политика, македонците во Бугарија се уште се соочуваат со многу сериозни и базични проблеми, како регистрација на своји организации, како партиципација во општествениот живот. Се соочуваат со говор на омраза кој што не се санкционира, напротив е општествено прифатен. Етикетирани се како национални предавници, како државни непријатели. А нивната борба е легална. Таа не е насочена против територијата на никоја држава, ниту против некој правен систем, ниту против некој политички систем, ниту против правата на другите. Тоа е борба за човечки права и достоинство. Таа борба уште трае. Потребна ни е вашата помош за да ја продолжиме оваа борба низ бугарските правни институции, низ европските правни системи за одржување на македонските културни традиции во Бугарија. И очекуваме вашата помош. Може да го направите тоа било преко Македонското меѓународно движење за човекови права на чело со Бил Николов, организација која што издржа со нас сите овие години и која што не прекина да се грижат за правата на македонците во Бугарија и да ги помага. Може да го направите преко друштвото Пирин на чело со Ицо Најдовски во Австралија. Може да се обратите директно до нас преко нашите Facebook страници. Време е за македонска солидарност, за да обстанат македонците во Бугарија да се изборат за базични човекови права. Јас сум Стојко Стојков, ко-председател на Обединени Пирин и ви се заблагодарувам за вашата помош и поддршка. Стојко, беше ова вашата молба беше тажна, доста тажна беше. Македонците се одважија, одделија дел од финансиските средства. Ние пративме, нели, пари кај вас, вие наменски ги искористивте, како што кажаш, за автобуси, за тие адвокати, за одење во Европа и така натаму, но потребни се и нови средства, нели? Апсолутно да, мислам. Видите каква е разликата. Значи, ние нема да престанеме да се бориме, меѓутоа овие пари, дури кога изгледат малку, прават голема разлика. Наместо, ако немаше помош како вашата минатата година, многу работи немаше да се случат. Немаше веројатно да има толку многу молби за регистрација на македонски организации. Двата клуба што се отворени, еден веројатно требаше да се затвори, нешто друго немаше да направи, некои од соборите немаше да се одржи, дека се одржеше во многу скромна форма. Значи сето тоа се одразува и тука е шансата дури со скромна помош да се направи голема разлика овде кај нас. И тука е мојот апел. И би сакал луѓето да знаат, бидејќи бугарската политика е таква, таа сака нас тука да не изолира на секој начин. Таа се бори пред меѓународните институции, да не ни помага, дека тоа било внатрешно бугарско прашање, дека ние тука сме си ги решили прашање да со нивна помош, замислете. Гледаме што прави со Македонија, како сака да не блокира, како сака неа да ја натера никако да не се грижи за македонското малцинство. Тоа исто така е очигледно. Исто така го прави и со пропаганда која што ги заблудува луѓето и во Бугарија, но и во нашата диаспора, дека ние сме
луѓе на македонска држава како што не е вистина, или пак дека ние злоупотребуваме пари, затоа што тоа е најубавото нешто. Еве, зошто да им пратите помош? Бидејќи ги злоупотребат. Оставите ги, најдобро е македонците во Бугарија да немат помош финансиска, да немат помош од Македонија, да немат помош од диаспората, да немат помош од меѓународните институции. Оставите Бугарија на милост на Бугарија, таа ќе ги реши нивните прашања, се разбира, знаеме како, асимилирајќи ги до крај. Тоа е нивната политика и повремено си имат луѓе кои што ги пуштат овие лаги. Затоа би сакал да кажам луѓето да знаат. Значи, јас сум задолжен за врски со медиумите, кај мене пари не доаѓаат. Нели, јас воопшто не се бавам со тоа. Имаме благајник. На тој благајник како ќе се трошат парите, има два совети. Ангел Безе, така? Да, другиот е од 30 души близу, се од цела Пиринска Македонија, највисокиот совет. Има и годишно како да го кажам тоа, кај нас се вика централна ревизиона комисија, која што прави годишен преглед и отчет да види дали се е во ред. Значи, бараме сите можни начини се да биде максимално транспарентно. Ајде да бидеме, да скратам околу тоа. Што можете да направите со 10.014 што ви пративме вас и 2.000 на Васил му пративме за политичката партија, за конгресот. Сметаме ние македонците во Австралија дека тоа е на многу скромна сума и се надевам дека ќе продолжиме да помагаме и понатаму, затоа што навистина вие, покрај што и вие секојдневно треба да одите на работа, треба да одите некој на нива, некој е професор, некој е работи во фабрика, некој има некој друг бизнис, мал или голем, без разлика како. Но да се прават паралелно на тоа и македонските национални работи, што велеше Мисирков, не е така лесно. Не, и тоа е година после година. Ако е за една година како ентусијазам е едно, а 30 години и повеќе сосема друга работа. Некој целиот живот се го инвестира. Некој уште пред да падне комунизмот ни затвори помина и уште се тука да се бори. Значи, таква е таа борба која што трае и таа ја успеваме. Ти кажа правилно, да, тоа е скромна сума, но замислиме без таа скромна сума што каква разлика ќе се направи тука. Мислам, тоа е навидо мала помош, а всушност со многу голем ефект за нас. И затоа за нас е многу важно и сме многу благодарни за тоа нешто, на сите што помогна, да сте живи и здрави. Таа помош е потребна за да продолжи борбата. Всушност потребна е многу повеќе, ако да бидеме искрени, но без тоа нема, има многу малку борба. Особено сега, кога навлеговте во европските институции. Ајде се навратиме малку покасно уште еднаш, Стојко, со тебе. Јас се обраќам сега, бидејќи ние се знаеме многу долго време и со Васил, со тебе на ти. Но, Васил, еве и вие направивте едно големо раздвижување во последните 30 дена, може би и повеќе, во на што јас сум запознат. Вие бевте во Страсбург, бевте исто така, се зачленивте, чинам се, вие ќе објасните во Европската слободна алијанса или ЕФА, European Free Alliance, каде што можете од таму да барате комплетни човекови права за македонците, знаејќи дека македонците во Албанија се признати само во Преспа, а не се признати во Гора, Голобрдо, Тирана и на други места. Повели вас. Прво сега малце се надоврзам, значи тоа што кажа Стојко за Бугарија, ништо не се разликува од состојбата во Албанија, само ако кажеше наместо Бугарија Албанија, значи ќе опишеше како е фактички состојбата во Албанија. И вие тоа го кажавте дека Албанија официјално призна веќе 18 години македонци само во дело на Преспа и таа политика на Албанија од тој комунистички период до денес не е сменета и кога збори за македонци, било која власт да е во Албанија, значи збори само за Преспа. Македонци да воопшто напустат. Додека за Гора, Голобрдо и во другите градови нема македонци. Таа официјална политика од комунистички период се продолжува до ден денес. Да се надоврзаме после на тоа на нашите последни активности, тие не се наши последни, но и претходно имавме ние уште поголеми активности, поголеми маки, бидејќи беше пописот во Албанија во октомври, скоро месец, 6 недели се спроведуваше, па после се одложи за уште 2 недели. Минатата година, кога навистина имавме една голема агресија од страна на Бугарија за асимилација на македонците, тогаш реагиравме
на терен, по албански институции, по странски амбасади, на вистина Албанија му остави слободен простор на Бугарија да прави што сака, дури со еден амбасадор кога заврши пописот, бидејќи Бугарија го призна пописот, уште не заврши пописот, и бугарскиот председател Румен Радев и председател на собрание официјално изјавија дека Албанија спроведе европски попис и дека еден од условите кои Бугарија постави на Албанија да може да се регистрираат бугари, тоа Албанија му го дозволи и затоа Албанија ги исполнува сите услови да започне преговори, додека Македонија не ги исполнува тие услови. И се дискутира. Спрема пописот колку има бугари во Албанија? Резултатите уште не се објавени, ќе се објават во јуни ова година, 2024 година, но со овој амбасадор на земја членка на Европска унија, кога му кажувам дека видите во Албанија, бидејќи има официјално 9 признати малцинства, меѓу кои и бугарско, 8 малцинства кои што сме реални, кои што постоиме, сите сме незадоволни од пописот, затоа што не беше најмалку фер и демократски. Бидејќи не само што имаме проблем ние со бугарите колку македонците, но други малцинства имаа проблем што воопшто како и македонци во градовите што живеа, воопшто па не ги попишуваа за етничко, не ги поставува прашање за етничка припадност или за мајчин јазик. И сите малцинства 8 што сме реални во Албанија сме незадоволни од пописот, само бугарите се задоволни. И му викам што покажува ова, па вика тој амбасадорот на ова земја членка на Европска унија, тоа покажува дека Бугарија ги бројала, вика, како се подпишувале. Тоа се случи во Албанија и затоа ние презедовме тоа што направивме, имајќи соработката и со овој демпиринг кој веќе 10 година назад работат со европски институции и спремаат годишни извештаи за положбата на правата на македонците во Бугарија. Истото почнавме и ние да го правиме, да изготвуваме такви извештаи, и ние подготвивме специјален извештај за пописот во Албанија и документирано ги имаме сите прекршоци од страна на бугарскиот амбасадор, бугарската држава, бугарските функционери, но и на бугарските екстремистички групи кои што за време на пописот доаѓа во Албанија. Сите тие евидентирано, документирано, претходно ги имавме документирано преку преписки до албанските институции, до премиерот Еди Рама и до сите странски амбасади што се случува на терен. После тоа поготвивме по-специјален извештај и појдовме во Страсбург, во Советот на Европа. Во Страсбург остваривме средба со Советот на Европа и со месец дена, почетокот на март. Значи бевме во Страсбург и во 2 дена бевме таму. Во Советот е таму на Европа? Советот на Европа, да, и посебно и со ние побаравме средби и со високиот комисар за човекови права на ОПСЕ, кој е во Страсбург, со Советот на Европа, со Советодавниот комитет за рамковата конвенција на рамковата конвенција на малцинствата, кој што Албанија ја има подпишано, со членови кои се надлежни за Албанија, воспоставивме контакти и средби и таму го презентиравме детално. Оставивме копија од извештајот, но и детално со ниво разговор, дури тие се чудеа, бидејќи со закон се гарантираше заштита на приватни податоци на се и кога му објаснувавме се што правеа, тие се фатеа за глава како може ова Албанија да го дозволи, значи такви работи, значи со документи или со факти, не значи на памет само за зборење. Имавме успешни средби таму. После тоа заминавме во Брисел. Во Брисел исто тук така имавме неколку средби. Но главно време или покасно отидовте во Брисел? Не, значи имавме околу 6 дена Страсбург и Брисел. Брисел, главното одење беше наше станување членка на Европска слободна алијанса, но претходно го искористивме моментот да воспоставиме средби со европратеници, со комисии во Советот на Европа, исто на Европската комисија. И исто таму главно, значи фокус беше правата на македонците во Албанија, но посебно за пописот. И на 5 март беше нашето гласање, или на 7 март, се не сеќам точно, значи на дневен ред на Генералното собрание на ЕФА во Брисел и станување на членка на Македонска алијанса за европска интеграција, членка на Европска слободна алијанса. Тука е уште едnom се заблагодарам на Стојко Стојков на овој демпиринг, кој што со допис до сите членки партии во ова партија која ги представува малцинствата во Европскиот парламент не поддржа и таму имавме навистина топол пречек од сите членки. Тоа е ова слика, така?
Таа слика е пред Европскиот парламент. Значи, тука сме сликани, заедно со координаторот на агент Јанкова, координаторот за меѓународна соработка на Македонска алијанса за европска интеграција. И навистина од огромно значење е нашето членство во Европска слободна алијанса, бидејќи еве користејќи го искуството и на Омоилин Демпирин и претходно и на Авиножито, кој што и таа е членка, но му е замрзнато членството бидејќи немаат платено членарина, и се надеваме дека ќе го средат тој во наскоро и Виножито тој проблем и да можат и заедно веќе како три македонски партии од три различни држави уште поактивно да действуваме за македонското прашање, но користејќи, како што кажав, значи искуството и на Виножито и на Омоилин Демпирин ќе можеме да се слушнем нашиот глас, нашите проблеми на европско ниво и преку Европска слободна алијанса да се бориме за правата на македонците во Албанија. И не само тоа, ние бидејќи ние сме лојални граѓани на Албанија, јас после тоа нашето враќање од Страсбург пратив писмо и до Еди Рама, до премиерот на Албанија и до председателот на држава, председателот на собрание и до сите институции, министар за надворешни работи кои што имаат врска со евроинтеграцијата на Албанија, каде што ги известив за овој наш успех и станување членка на Европска слободна алијанса и каде пишувам дека ви стоиме на располагање како македонска партија да лобираме во Европска слободна алијанса да Албанија стане што побрзо членка на Европска унија, бидејќи тоа е од наш интерес на сите граѓани на Албанија, вклучително македонците, да Албанија стане полноправна членка на Европска унија, бидејќи тогаш ќе имаме поголеми стандарди и за почитување на правата на македонците и другите малцинства во Албанија и подобри стандарди за живење. Затоа напоменувам дека ние не сакаме да бидеме кочници на Албанија во европскиот пат, напротив, ние стоиме на располагање да лобираме, но во меѓувреме тој евроинтеграцијски пат на Албанија мора да оди со подобрување на правата на македонците, но не само на правата, но и на условите за живот каде што живеат македонците, бидејќи македонците во Албанија, како што знаете, живеат на пограничниот регион во делот на Преспа, Гора, Голо Брдо, Врбник, традиционално каде што живееме, бидејќи имаме територијален континуитет со Република Македонија и во поголемите градови, но сепак во овие погранични региони се најзапоставените региони во 30 години во Албанија. И така што еден од Албанија што мора да направи, мора да ги подобри и условите за живот во овие области каде што живеат македонците. Така што се надеваме дека преку нашето членство во Европска слободна алијанса ќе може да ги користиме нивните пратеници за носење на резолуции за правата на македонците во Албанија, па тие да бараат до Албанија поставуваат прашања кога ќе е напредокот на Албанија за каква е положбата на македонците во Албанија. Сега сме во комуникација да не поддржат, бидејќи во тек во Албанија е изборната реформа, Европска слободна алијанса да не поддржи во нашите барања, да бара од Албанија да ни гарантира застапување во албанскиот парламент за сите малцинства, бидејќи не бараме само за македонците, за сите реални малцинства кои постојат во Албанија, бидејќи тоа е и барање и на Советот на Европа. По последниот извештај од ланската година, петиот мониторинг извештај за Албанија, Советот на Европа, на наше барање, на македонската партија, бидејќи и на нив лани му доставивме посебен извештај за правата на македонците во Албанија, бара да Албанија води позитивна политика за застапување на малцинствата во парламентот, бидејќи овој изборен модел во Албанија, изборен законник е дискриминирачки и не дозволува застапување на малцинствата во албанскиот парламент, бидејќи Албанија е поделена на 12 окрузи и мора ти во еден округ да земиш над 10.000 гласа за да извадиш пратеник. Сакам тука да те прекинам, бидејќи станува збор за ова што го гледам пред мене, Macedonians Rights Meta, Europe Protect the Macedonian in Albania from Bulgaria Aggression. Вие, вашиот престој таму во Страсбург, во Брисел, па и на други места на ваш трошок го правевте или некој ви помогна? Ние, значи, секако дека имавме наш трошок, личен трошок, заедно со координаторот на партијата, но имавме и мала помош од Обединената македонска диаспора, кој што и со нас имаше нивни член на наша покана на Генералното собрание на Европската слободна алијанса. И секако дека, значи, ние се обидувавме во тие 6 дена
најминимално да, мислам, со минимални трошоци да поминиме, бидејќи сепак престојот и во Страсбург и во Брисел е скап престој. Значи, Капио се, да. Во Европа не, престои кап. така што ние се обидувавме преку Booking, Airbnb програми, што се да најдеме по не хотели, тоа мислам приватни смештаи или хостели, значи што поевтино да поминиме, исто и со храната, така што освен 2 дена кога беше Генералното собрание, што беше сместени во хотелот, каде што тоа Европска слободна алијанса го покриваше трошокот за тоа, другиве денови значи беше на наш трошок и ние навистина се обидувавме на минимално како може да протуркаме. Сепак тоа се, значи како што кажав, не тие престои во Страсбург и Брисел недела дена не е ефтин престој, но за нас како и македонско движење тоа беше врвот на нашата политичка борба во Албанија во 30 години, да веќе и политички сме созреани, значи иако Бугарија се обидува нас мислам во секој смисол да не елиминира политички, не само политички, воопшто да не избрише да не постои македонци во Албанија, бидејќи после признавањето од уцена на бугарско малцинство во Албанија, Бугарија значи е сконцентрирана на избришење на се што е македонско во Албанија. И пописот кога беше во Албанија, значи беше пописот на бришење на македонската нација воопшто. И затоа беше цела артилерија бугарска насочена по секоја цена да извадат бугари под притисок од уцена и тоа што му дозволи Албанија да го направи и тоа што беше насочено за време на пописот. После тоа ние што сме и активисти на македонско движење во Албанија имавме притисок кон нас на лична дискредитација во бугарски медиуми, на заплашување, на закана за да не амортизира, да не се бориме за македонците во Албанија. Тоа што ние мака на вистина што ние немавме никаква поддршка за време на пописот од Република Македонија. Значи, од нито еден значи ни од држава, ни од политички субјект не се јави ниту еден, барем кај мене лично, а и други активисти од Македонска партија ме прашуваат дали се јави некој да праша што се случува на терен, бидејќи ние јавно нашите реакции беа јавни. Во Албанија, во македонските медиуми доаѓа странски амбасадори лично со мене се има среќавано што се случува, му имам дадено документи, значи конкретно што се прави на терен. Доаѓа албански медиуми, навистина мора да ги поздравам, значи имаше доста албански медиуми кои што застанаа на наша страна, кои што ја кажуваме вистината. Например, Фактоe тој медиумски центар кој на верификација на факти, кој го финансира странски амбасади. После моја реакција дека Бугарија се меша, врши притисок, дојдоа вика кои аргументи ги имате, кога му ги дадов сите факти, аргументи кога ги истражија, направи многу убава сторија и на крај заклучува дека нашите обвинувања се вистините, дека Албанија со едно око се прави ќора, со едно око се прави гула, вика на нашите обвинувања и на тоа што Бугарија реално го прави. Но потенцирам од македонска страна не се јави ниту еден, значи било партија, било не знам функционер да кажат што се случува, дали ви треба помош или да помогнеме, значи ние се боревме за македонската нација во Албанија. Нашето бришење во Албанија, значи ја бришат македонската нација. Да. Тоа е на суштината. И тоа не може да го разберат македонските политичари во Македонија. Значи, не може да го разберат или не сакаат да го разберат. Си ги сечиш гранките, значи на таа нација. И сега тоа што ви кажам, значи бугарите се сконцентрирани максимално на бришење на се што македонско во Албанија. И дури еден амбасадор на една држава членка на Европска унија, кој што признава македонци, го признаваат, ми кажа дека Бугарија барала од таа држава македонците да ги води како бугари. Дека вика тие се исто, да се водат, да нема македонци, и вика не, таа држава не прифатила, бидејќи според правото на самоидентификација, вика додека се има луѓе што декларираат македонци, не може ние да ги негираме тие. Сега да ви кажам до кај е борбата, значи борбата ќе биде уште вековична, што се вика, за бришење на македонската нација. И кога ја имаме цела ова борба, за мене тие македонци што се активисти во Албанија и во македонска партија се херои, бидејќи тие лично извојуваат своји пари, трошоци за наши активности,
и за да се борат за македонското прашање. И секогаш и дури се случува и се прашува македонци, дали се јави некој од Македонија да праша што правиме или дали треба не. Повика и разочарани, знаеш, ние се бориме тука, а нашата матична држава не стои позади да те помогне. Оти перцепцијата е дека тоа што го правиме дека за нас стои Македонија. Значи кажувам дека Македонија никако кај нас, ни во Грција, ни во Бугарија, нигде значи не помага. А гледајте што прават другите држави. Значи ние тука се бориме против една Бугарија која што има милионски буџет во Албанија на годишно ниво. Ние имавме неколку пати последно до Рама баравме и забрана на таква мрежа имат направено во Албанија со албански функционери за асимилација на кочење на македонските работи и за асимилација, бришење се што македонска асимилација на македонците. И ние со факти што ги имавме, ги пративме реакција до премиерот на Еди Рама и до сите амбасади, баравме забрана на фондацијата Бугарска памет, фондација на Милан Врабевски, кој што исто финансира и во Македонија. Македонија, да. Да, и баравме забрана на таа фондација, бидејќи ги корупира албанските политичари, има криминална група формирано во Албанија, вметната во албански институции за асимилација на македонците, вклучена е во бизнисот со бугарските пасоши и преку разни донации се обидува да ги придобие албанските функционери за асимилација на македонците. Еден, да речеме, успех е што на наше барање го забранија влегувањето на Виктор Стојанов во Албанија. Тој голема штета правеше тука. Ние баравме негово воопшто за пописот да не присуствува во Албанија. Албанија му дозволи да дојде да прави што сака тука, но сепак му забранија дури од после 5 месеци кога заврши процесот, кога направија штета и кога ние сите тие со факти му правевме, му ги извадивме и во албанските медиуми и по амбасади ги пративме што прави тој, значи и конкретно и бугарската држава и бугарскиот амбасадор, како се мешаат во внатрешни работи на Албанија и како притисок вршат и на крај приморани и од албанските и други странските амбасади, Албанија мораше да земи некоја мерка и да реши да му забрани влез нон грата да го прогласи во Албанија, но дури сега. Се надеваме дека тоа ќе се случи и за Милан Врабевски и неговата фондација, бидејќи навистина тоа што тие го прават не е најмалку демократија, значи се мешаат директно на внатрешни работи на друга држава, корупираат функционери и тоа е, тие се за затвор. Тие постапнат во Албанија треба да го Албанија отстапува заради влез во за започнување на преговорите. Видете, значи на Албанија прво така и признат, дори со еден амбасадор на тоа се смеевме на една членка друга на европска држава, вика, па ова пример како се призна бугарско малцинство само со еден телефонски повик. Се јави Борисов до Рама и Рама се фали на пресконференција, ајде ми се јави Борисов и ајде ќе ги признаеме. А ние прво значи ние сме против бугарско малцинство, да се разбереме. Значи ако има такво малцинство, ние тоа му кажавме на сите средби и во Брисел и во Советот на Европа. Значи, кога се збори за бугарско малцинство, Бугарија мисли на македонците. Во ниту еден попис во Албанија нема ниту едно лице дека во 100 години деклариран да е бугарин. И не само тоа, ние кога се публикуваме на меѓународните извештаи, значи имаме до сега 5 мониторинг извештаи на Советот на Европа во 30 години што ја мониторира Албанија. И во ниту еден извештај нема дека постои бугарско малцинство во Албанија, дека се дискриминирани, дека немаат права овие бугари за за јазик, за култура, за традиции, додека во тие извештаи на сите потенцирано дека има македонско малцинство, кои проблеми ги има, се признава само преспа, не му се дава право на образование на мајчин јазик во гора, во Голобрдо, во градовите. Значи, и не само тоа, посебно извештај на Народниот правобранител на Албанија од 2015 година, кој што ги евидентира сите постоечки 8 малцинства во Албанија, додека од друга страна не евидентира бугарско малцинство, бидејќи нема такво малцинство. Значи, тоа покажуваме дека на кој начин Бугарија се обидува преку притисокот на Албанија за членство во Европска унија, преку бугарските пасоши, да ги натера луѓето да се декларираат бугари. И тоа што се случи преку бугарските пасоши, тоа е чист криминал, не само во Албанија, сегде во цел Балкан се одржува. Албански функционери, вклучени со бугарски функционери, во тој бизнис со бугарски пасоши, го ги собра парите на нашите македонци,
кои што сакаат да земат пасош за да емигрираат во Западна Европа, да ги користат привилегијата на Европска унија, и од друга страна сега кога беше пописот, бугарската амбасада со посредниците на бугарски пасоши со списокот ги посетува овие лица и му вика дека мора да се пишеш бугарин, во спротивно нема да дадеме пасош, што значи дека неколку илјади евра животна заштеда или заем што зеле, ќе ги изгубеле во тој цел процес. Ова е демократија, ова е слободен попис, Албанија е демократски што направи. Оти ние имавме и средба и со после кога заврши пописот, кога беше процесот, брискиот процес, самитот во Тирана, во амбасадата и со премиерот Ковачевски. И ги кажав истиве работи. Па вика дека Рама мене ми вети дека ќе се спроведи по Евростат стандартите пописот. Па викаме ние само Евростат стандарт, тука немаше критериум, ни правило, ни ништо. Тука во Албанија пописот го спроведи Бугарија, во делот кај што живеат македонци. И тоа е Еди факт. Рама му ветил на Ковачевски. Тоа е исто. Да, така дека Еди Рама му ветил дека ќе спроведи попис по Евростат стандартите. И тоа каже Ковачевски дека ако се почитуваат Евростат стандартите, нема никаков проблем. Кај на селото, Васил, знаеш како велеа? Баба не остана бремена, трудна од ветрот, така со ветување. Значи треба... Ето му кажавме, ние посебно тоа му потенциравме, дека фактички луѓето на Еди Рама го прават тоа. Значи, на терен, функционерите на Еди Рама со бугарите заедно ги правеа сите овие притисоци за македонци да се пишат бугари, бидејќи тие се посредници со бугарските пасоши. Нашите политички партии молчат, така? Албанската полиција го дозволи ова. Значи, не може да дојди граѓанин од друга држава, како што беше Виктор Стојанов, ништо не представува, не е ни функционира таа држава, да дојде во деловите кај што живеат македонците, да му се заканува претходно да пише објави на Facebook по медиуми дека ако не кој има аплицирано за бугарски пасош или кој има бугарски пасош, ако не се пиши бугарин ќе му го земеме пасошот, ќе дојдам лично да ве проверам како се декларирате, да доаѓам во делот кај што живеат македонците, да се среќава со попишувачи на Државниот завод за статистика и да објавува на неговиот профил на Facebook фотографии од таблетик, бидејќи електронски се правеше попишувањето, како се декларирани бугари, значи лични податоци што се со закон строго забранети, бидејќи како се декларира секој граѓанин, тоа ќе биде само бројка, нема со име презиме да улези. И тие податоци се лични податоци заштитени со закон. Спас Ташев исто бугарски академик кој претходно пред 2 дена пред да почне пописот дојде во официјална делегација со Илјана Јотова, подпредседателката на Бугарија, со државниот врв на Албанија, кај добија гаранции дека ќе прават што ќе сакаат, и исто и тој да објавува неговиот профил како се декларирале бугари фотографирано од таблетот, и после да ми кажете вие дека тука имавме ние демократски попис. Значи, по никоја логика, мислам, тоа и затоа ги собравме сите овие факти и ги доставивме и до Советот на Европа и до Страсбург, и последно пред недела дена, значи пред неколку дена пратив овие писмо и заедно во придружба со овие извештаи до Комитетот за елиминација на расна дискриминација на Канцеларијата на Обединетите нации во Женева, и така што ние, значи, тоа може да направиме. Ние, Албанија сака со Бугарија воопшто да не елиминираат нас како македонци, но ние нема да се предадеме, бидејќи на наша страна е вистината. Ние друг аргумент немаме освен вистината. И се надеваме дека, овие наши сите извештаи и реакции ќе влезат во сите извештаи на меѓународните институции кои се расправаат со правата на малцинствата, и дека овие податоци и на пописот кој ќе ги изведе Албанија нема да бидат веродостојни и нема да ги зема обзир Албанија, бидејќи на кој начин еве се извадени. Огромна работа правите за македонскиот народ, за Македонија, за нашата татковина. Да кажам нашата татковина, бидејќи се работи за насекаде каде што има македонци. Но жално е што мораме да констатираме и тројцата дека оние кои земаат народни пари, кои се платени од македонскиот народ, воопшто не ви помагаат, ве игнорираат и медиумите, ве игнорираат и политичарите, ве игнорираат.
Единствено надеж останува македонската иселеничка колонија, македонците во иселеништвото кои би можеле да помогнат на овие ваши огромни чекори кои ги направивте за македонскиот народ. Стојко, Видете, Да, Стојко, да го запрашам, сега на 21 април за чествувањето на Јане Сандански треба да соберите неколку илјади луѓе, треба да имате коли, автобуси, треба бензин, па треба водичка таму да се однеси, па треба нешто, мислам, за сите знаеме колку е тоа тешко. Па не, тоа е така е, меѓутоа такви големи можности немаме. Можеме правиме што можеме. Ние веројатно со последните кои што во Бугарија, таква е климата во Бугарија. Сите партии и сите што организираат нешто обезбедуваат бесплатен превоз, обезбедуваат храна, обезбедуваат пиење и така натаму. Ние тоа не може да си го дозволиме, можеме само во одредена степен до некаде деловно или целосно бесплатен превоз и отприлика тоа е. И тоа е нешто. Нашите луѓе се уште доаѓаат сами, нели секој сам си носат храна некој пат од дома или пак на лице место си купат. Не можеме да се носиме со другите партии и организации, за жал. Правиме тоа што е можно и мислам дека тоа што го правиме не е мало. Таа е огромна работа што ја правите, особено во поробени делови каде што не сте признати, вие ги немате најосновните човекови права, ниту во Бугарија, ниту пак во Албанија. Васил, во нашиот разговор спомнавте вие дека на 4 мај ќе подигнете паметник, споменик на Гоце Делчев. Да, тоа е иницијатива на Македонската партија, Македонска алијанса за европска интеграција, на 4 мај. Многу убава вест. Поднесовме иницијатива во Советот на општина Пустец, заедно со градоначалникот, со советниците сите, значи ја поддржава оваа одлука и сите законски процедури поминаа, се легално да биде поставувањето. И сега на 4 мај планираме и постаментот деновивите да го изградиме и да се постави бистата и на 4 мај да биде свеченото отварање и пригодна манифестација да организираме по повод убиството на Јане Сандански, на Гоце Делчев, извинувам, и да се благодарим и на авторот, бидејќи Зоран Тошевски од Македонија, и тој ни ја подарува ова биста, значи самиот автор ќе дојде на денот на така што тоа мислиме на македонско чествување, ги поканувам сите македонци и од Република Македонија и од другите делови на Македонија да дојдат на тој ден на македонско чествување во Пустец, во центарот на Пустец, кој што го носи името Гоце Делчев, да одбележиме овој навистина значаен настан за нас како македонци во Албанија. Ние се надевавме дека овие олимпијади ќе дојдат, но баш во тој ден на 4 мај те имат друга активност Европската слободна алијанса и така не успеавме да се скоординираме. Па да, и ние и мојата надеж беше дека Васил ќе дојде на 4 мај кај нас, не се искоординиравме за жал претходно. Европската слободна алијанса, делегација од четворица, доаѓа овде кај нас и заедно со наши представници, со представници од секторот за правата на човекот во Бугарија, ќе се одржи една трибина за Европа и малцинството и конкретно македонското малцинство, на кое што се надеваме дека ќе присустват доволен број луѓе да се дискутира какви се тие проблеми, зошто Европа не функционира успешно на тоа поле, затоа што знаете, мислам, веројатно повеќето не знаат, Европа се уште не е представата хомогенна држава и до голема степен правото на малцинството се оставени на грижа и во нашиот случај не грижа на државата во која што живеат. Така што тоа представува сериозен проблем, нели, за малцинствата и тоа ќе биде темата на дискусија. Се надеваме дека секи помине добро, само единственото што ми е жал навистина е што Васил се надева дека ќе може да дојде, ама еден други се блокиравме со издатум, така што не можеме да се ги посетиме активностите едни на други. Да, за жал тоа е така. Јас би сакал, не знам сега да ве прашам уште еднаш, ние ќе се обидиме македонска заедница овде во Викторија, во Австралија за помош и за обете страни, за двете страни. Еве еден пример само да земеме, Стојко, дека делегација четворица кои ќе дојдат од Европа, од Брисел кај вас,
Па нормално вие дека треба да ги почестите со еден ручек. Нормално дека Да. треба по едно сокче и по едно кафе. Апсолутно, да, тоа е. Среќа и ние така работиме што гледаме максимално се како што и вас се спомна пред тоа за нивниот престој во Страсбург, да може се колку што се може да е поштедливо, нели, да заштедиме од овде од онде кој што се знае прави големи ограничувања, но има работи кои што не може да се заобиколат. Среќа што Европска слободна алијанса сама го финансира своето доаѓање, но сепак има некои трошоци од наша страна. За Страсбург користиме, да речеме, најчесто Бугарски хелзешки комитет, кои што не земат пари за нивната адвокатска работа пред Страсбург, бидејќи ако и тие земаа пари, тогаш ние ќе имавме многу пати помалку жалби таму, едноставно немаше да има пари за тоа. Меѓутоа адвокатите во Бугарија земат. Не може да очекуваме да работат за без пари за нас. Нека да земат и овде едно писмо да напишат во Австралија земаат $200-300. Да, и замислете сега, една организација се регистрира, таа право има агенција за пишување, тука треба да поднесете документи, тука треба адвокат да ги види. Откако таа, како што се случува, ќе не одбие по секакви причини, после следи во одене во окружен суд, одене во погорен суд и секоја таа инстанција адвокатот си го бара своето. И кога имате серија организации кои што тоа го прават, тоа се постојани трошоци кои што се случуваат. И на сите полени е така, но и ние исто мислам се трудиме се што можеме да е бесплатно, се што можеме да е со наш труд, нашите луѓе си плаќаат своите трошоци многу пати и затоа успеваме со толку малечки буџети да направиме многу пати повеќе од тоа што може да очекува, но тоа си ги има своите ограничувања, не може да оди во бескрај и затоа сум бескрајно благодарни и на секој што помага. Мислам, од срце им се заблагодарувам на сите што до сега помагале, целата наша диаспора и не само. Мислам, вие сте заслужни за многу од нашите успеси. Видите, можеме на крај да заклучиме дека ние жестоко се бориме во овие моменти, во овие денови, во овие години за македонскиот опстанок, за идентитетот на македонскиот народ. Значи најголемите борби, односно најголемата одбрана на македонското постоење доаѓа од Пиринскиот дел на Македонија, од делот во Албанија и сега морам да кажам не се толку активни и воопшто не се активни виножито, меѓутоа таму има панаѓури кои се доста живи, каде што македонците се борат, односно се собираат. Но вие, очигледно дека жестоко се борите за опстанок, а од друга страна, ако направиме споредба како соседните држави се грижат за нивните луѓе во Македонија, се ние имаме во уставот на Македонија дел од народи на Албанија. Имаме дел од народот на Србија. Дел од народот на сега ќе го отвораат, нели? Ќе го отворат уставот на Македонија. И дека поминат изборите 6-7 месеци ќе го отворат. Без разлика кој ќе победи. Имаме дел од народи во преамбулата од босанци, имаме дел од не знам од кои. Само ние македонци не можеме да се кажеме дека сме македонци, а не да видиме во преамбула. Да, за жал. Иако беше уставна обврска на Македонија, таа многу рано беше суспендирана. Македонија требаше да се грижи за своите малцинства, но успеа и Бугарија и не само Бугарија да го претворат во услов за добрососедство. Не за нешто да се помогне на Македонија, а само за да не се блокира по некои прашања, Македонија едноставно да заборави дека постојат такви македонци и да се држи како да ги нема. Иако сега Бугарија поставува нели официјален услов Македонија јавно да се откаже, објективно Македонија до сега и не претендирала дека има такво малцинство, не се погрижила за него, не побарала нешто за него, не го заштитила, така што објективно таа де факто се има откажена, сега бугарите сакаат тоа да биде црно на бело де јуре да се откаже, да каже не само дека нема да ги заштитува, да каже дека нема. Тоа за нив е битно. Тие сакаат нашите луѓе овде, многу од кои што поминале низ затвори во Бугарија затоа што се македонци. Сакаат да слушнат дека нивната матична земја кажува дека тие не постојат, дека тие се едни месечари, лудаци кои што кој знае за кого се борат. Тие да бидат предадени од своите, за да може да не го скршат духот. Ние тука се држиме, вистината што нас не држи именно духот на македонецот, нашиот инет. Ние се бориме за да обстанеме. И ако тој дух се скрши, тоа е надеша на Бугарија, ако тој дух се скрши, тогаш готово е. Тогаш готово е. Најаднаш сите ќе си отидат дома,
никој нема да се собира на такви собири, никој нема да се опитува да создаде организации, никој нема да прави извешtaи, никој нема да се сретнува со меѓународни организации. Најна што ќе стивне за неколку години, секој се заборави, исто како никој да немало македонци и Бугарија тука ќе триумфира. Се надева тоа да го направи во Албанија, со сигурност ако може и таму да ги избреши македонците и после се да влезат во уставот во Македонија, па да почнат учени за Македонија, понатаму да даде повеќе тоа друго, да даде пропорционална застапеност во институциите на тие кои што се пишале бугари во Македонија, па ќе стане веќе многу добро, не само пасош за да работиш во Европа, да бугарски да ти е потребен, сега ќе ти е потребен бугарски пасош и декларација бугарин за вработување во македонската администрација. И така натаму, мислам тоа е една целосна стратегија која што за жал мене ми е многу жал бидејќи не би сакал Бугарија така да прави. Би сакал да би се држи добрососедски и пријателски, да се сакат двете земји, но за жал таа води вистинска војна за уништување на македонската нација. Јас сметам дека доаѓаме при крајот, ако и на крајот, ако сакате нешто да додадете, бидејќи еве како што гледате и грлото мене не ме служи здравието за вакви тешки интервјуа кои се навистина тешки. Јас сакам да апелирам до македонците. Само малце да додадам, дека види како се грижи не само Албанија, но сите соседни земји на Македонија за своите малцинства. Знаеш, еве Бугарија, значи нема бугари во Албанија, прави бугари. Исто го прави во Косово. Значи купува луѓе, корумпира политичари, навлезени сегде, значи главна цел да се избрише македонско да нема да извади бугари. Или Албанија, например, Албанија, Косово годишно одвојуваат посебен буџет за албанците. Сегде и диаспора и во соседните земји. Еве например во Прешево во Србија ги финансираат да одат, значи финансираат престој патување да одат во осталите партнери во Соединетите американски држави да одат да се жалат. Или во Европа, значи тоа со буџетски средства од владата и на Косово и на разбирате, значи како се грижат за своите. Тоа ми, значи тоа фали. Еве, благодарение на вас, значи на македонска диаспора, што ние правиме некоја активност. Знаеш, а тоа треба да го прави матична држава. Васил, нашите луѓе се свесни, знаеме ние и вие, и во Републиката се свесни, меѓутоа, знаете, еден престој во Страсбург да одиш во Париз или да одиш во Брисел, еден хотел најмалку е 100 евра. Од каде ти е пари? Ако мислам тие да ги зајакнеме. Значи престој кога бевме сега, ние мислам бевме вака по ефтини вака станови што наоѓавме на овај, но и си готвевме без збору дали макарони нешто ќе сготвиш на брзина, значи. Ако сакаш да значи може се да, мислам, ако има волја се постигнува значи со многу мало пари не треба. Имаме наш активист тука македонец кој вели дека имале хотел блиску до Страсбург и кога треба може да го отстапи, веројатно ќе зборуваме со него со Орце Николов. Ваќе за смење да кажем некога македонски функционер имавме средба тука во Албанија, во Македонија и кога кажуваме се, најактуелно е тоа што ми го прави Бугарија, мислам, тоа веќе последните години, тоа масовно, знаеш, такво притисок што има за наша асимилација и вика тоа е па добро, вика, не има повеќе представници, бевме од Голобрд, од Гора, од така, појдени, и вика, прави Бугарија пропаганда, правете и вие. И од Голобрд овој нашиот активист едниот, а тој беше во Грција, во Лери на работа, во Егеска и дојде до Корча, па од Корча заедно со мене. Со такси до Корча дојде, па тука Тирана појдовме заедно. И вика, добро, почитувам функционер таму и му вика, ја зема салфетка да вика, па со што да правиме пропаганда? Со салфетка да правиме пропаганда, вика, ние се. Знаеш, јас вика дојдов, се оставив работата во Лерин, изгубив дневница, плаќам патни трошоци, значи од мојата фамилија да дојдам да ти кажам макиви што ги имаме тука, вика, во Албанија. Јас не се плаќам за ова работа, не плаќа некој мене да работа за македонски работи, ја мора фамилија да држам во Голобрдо таму. Од што ќе живе таа фамилија? Е се одвојувам јас од овој во фамилијава да дојдам да ти кажам макиве. И вика, што да правиме? Не помогнете нешто вие, вика, ние да правиме пропаганда. А Бугарија, вика, и Грција гледа што прават по милиони евра продават во Албанија за пропаганда. Ние со што ќе се бориме, вика, со нив. И така. Тој е убав пример, меѓутоа, иако е така преку хумор кажан, но не е за смење, туку е за плачење. Човекот убаво кажан дека со салфетка
не се прави, туку требаат финансиски средства. Јас сакам да го завршим интервјуто со уште еднаш со тоа апелот за помош кон македонската заедница. Ви благодарам многу, останете. Ви благодарам многу за информациите. Се надевам дека македонската заедница овде во Австралија, па и пошироко, ќе интервенира, ќе подари како и секогаш и ќе продолжиме со борбата за македонските работи, што велеше Мисирко, што велеше Гоце Делчев. Нас ни требаат борци кои нема да се откажат во текот на борбата, туку ќе продолжат и понатаму да бидат со мене. Останете само да го догледаме ова и ќе го завршиме ова интервју. Март 2023 година се навршват 60 години од почетокот на една нова политика во Република Бугарија. Политика на негирање на македонското малцинство. Политика која што испрати стотици луѓе во затвор. Стотици луѓе беа интернирани, други беа тепани, отпуштани од работа, дискриминирани и маргинализирани. 60 години после почетокот на таа политика, македонците во Бугарија се уште се случуваат со многу сериозни и базични проблеми, како регистрација на своји организации, како партиципација во општествениот живот. Се случуваат со говор на омраза кој што не се санкционира, напротив е општествено прифатен. Етикетирани се како национални предавници, како државни непријатели. Нивната борба е легална. Таа не е насочена против територијата на никоја држава, ниту против некој правен систем, ниту против некој политички систем, ниту против правата на други луѓе. Тоа е борба за човечки права и достоинство. Таа борба уште трае. Потребна ни е вашата помош за да продолжиме оваа борба низ бугарските правни институции, низ европските правни системи за одржување на македонските културни традиции во Бугарија. И очекуваме вашата помош. Може да го направите тоа било преко Македонското меѓународно движење за човекови права на чело со Бил Николов, организација која што издржа со нас сите овие години и која што не прекина да се грижат за правата на македонските Бугарија да ги помага. Може да го направите преку друштвото Пирин на чело со Ицо Најдовски во Австралија. Може да се обратите директно до нас преку нашата фејсбук страница. Време е за македонска солидарност, за да обстанат македонците во Бугарија да се изборат за базични човекови права. Јас сум Стојко Стојков, ко-председател на Мојлин Пирин и ви се заблагодарувам за вашата помош и подршка. Ете, завршуваме нашето интервју. Јас ви благодарам Стојков, благодарам Васил Стериовски и ви пожелувам вашиот револуционерен дух и понатаму да продолжи. Се надевам дека македонската заедница ќе одговори позитивно на молбите, на вашите молби за обстанокот на македонскиот народ, македонците во соседните држави. Благодарам, Ицо. Мислам ти благодарам за големата помош и за соработката през сите тие години. И благодарам на сите патриоти наши во Австралија кои што толку време помагат нашата борба и без која помош ние не би успееле да постигнеме многу од работите што сме ги постигнале. Една голема благодарност сите. Васил. Благодарам Ицо. Благодарам и ги поздравувам сите македонци во Австралија па на секаде кај што не гледаат и слушаат. Ви благодарам и на вас и ќе се слушниме и видиме повторно за кратко.